Како да се победи сатаната и неговите зли духови? Како прво, биди секогаш во заедништво со Исус Христос. Блиското заедништво со Него ја изразува нашата љубов кон Него. Тој седи од десната страна на Бог Таткото и редовно како првосвещеник се моли за нас верните. Тој седи од десната страна, ја покажува неговата власт и авторитет кој ги има во небото. А се моли како првосвещеник, укажува на неговата светост и жртва што ја направи лично со неговото собствено тело. Затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бога, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Тоа го пишува апостол Павле во Евреите 7 глава 25 стих. Облечи се со севкупната Божја опрема за да се спротивставиш против ѓаволските напади. Бог ја дал оваа опрема и одбрана. Затоа истиот апостол Павле вели: облечете се во сето Божјо оружје за да можете да им се спротивставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа земете го сето Божјо оружје за да можете да се браните во лош ден и откако ќе свршите се, да се одржите. И така стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата, обујте ги нозете со ревноста за Евангелието на мирот. При се тоа земете го штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божјот збор. Тоа е запишено во Ефесјаните или послание до Ефесјаните од апостол Павле, 6 глава. Треба да сме секогаш спремни и во очекување дека ќе бидеме нападнати од лукавиот, од ѓаволот, зашто не ни се непознати неговите намери, пишува апостол Павле. А апостол Јаков вели: спротивете му се и тој ќе побегне од вас. Познавај го добро Божјиот збор и користи го правилно. Таквиот начин е ефикасен во борбата против лукавиот. Исус тоа го примени кога се наоѓаше во искушение во пустината. Тој 3 пати рече: пишано е или напишано е. Апостол Павле вели: Христовиот збор да живее изобилно во вас, богато. Во секоја мудрост учете се и опоменувајте се еден друг со псалми, химни, духовни песни, пејќи му на Господ со благодат во вашите срца. Тоа е запишено во Колосјаните 3 глава 16 стих. Да не му се дава место или простор на ѓаволот преку слабоста на нашето тело. Затоа истиот апостол вели: и не давајте му место на ѓаволот, кој крадел да не краде веќе. Подобро е да се труди и да работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној кој има потреба. Никаков гнил збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде што е потребно, за да им даде благодат на слушателите. И не ожалостувајте го Светиот Дух Божи, со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Тоа е запишено во Ефесјаните 4 глава од 27 до 30 стих. Потоа потпри се на Светиот Дух кој живее во тебе. Секој верник кој е наново роден го има Светиот Дух. Ние сме храм на Светиот Дух, како што вели Павле. Тоа е дури и советување предскажано. Ќе го вложам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони, за да ги пазите и вршите моите наредби. И бидејќи тој живее и е вложено во нашите срца, ние сме победници против лукавиот,
Затоа апостол Јован вели: вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Во борбата против лукавиот, моли се и за другите. Со тоа ќе можеме да ги спречиме намерите преку луѓето да не сме силно нападнати. Треба да се молиме директно да не сочува Исус од овој бесен непријател. Во молитвата Татко наш е речено: избавене од лукавиот или злиот, се мисли на сатаната. Тој иеко има време за дејствување, сепак не е семожен, бидејќи е ограничен во своето дејствување и е целосно поразен преку Христовата жртва. Затоа се јави Божиот Син, да ги разурне делата на ѓаволот. Тоа го потврдува апостол Јован велејќи: кој врши греф од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Затоа се јави Божиот Син, за да ги разурне делата на ѓаволот. И конечно, не дозволувај да се занимаваш со нешто што спаѓа во окултна пракса, зашто со тоа тој ќе преземе водство на твојот живот. Вашата послушност им е позната на сите. Затоа се радувам со вас. Но сакам да бидете мудри за доброто, а прости за злото. Со послушноста кон Бог, многу проблеми што ги сервира сатаната на Божите деца ќе бидат отстранети. На Господ нека му е слава, и ќе завршам со еден стих од Римјаните 16 глава 20 стих, каде што вели: и наскоро сатаната ќе биде под вашите нозе. Нему слава во сите векови што не избави од сатаната. Амин.